на фемициди во државата расте. Иако пријавувале, институциите не ја препознале живото загрозувачката состојба во која се наоѓале голем број од жртвите. Последниот случај што ја згрози јавноста е од Кочани. На оваа тема вечерва зборуваме со Стојне Митева, психолог и гешталт терапевт, председателка на Сдруженијето Скајплус, кое управува со шелтерот за згрижување жртви на семејно насилство во Струмица. Митева, добра вечер, добре дојде во Визави. Драго ми е што имаме можност да позборуваме, иако на оваа навистина сензитивна и не толку драга тема. Така, благодарам пред се на поканата. Добро вечер и од мене до сите гледачи. Да, навистина непријатна ситуација, сведоци сме на се поголемиот број на фемициди во државата. Веднаш ќе го препишам на несоодветниот пристап на институциите кон проблемот. Паралелно го спомнавте шелтер центарот, но овдека би напоменала дека ние во Струмица како здружение работиме и со советувалиштето. Жените многу често знаат да се јават и во советувалиштето и да побараат помош и поддршка. Да, на прв момент ќе се охрабри да пријави дека е жртва на семејно насилство. Така. Е самата свесна дека е жртва на семејно насилство, но во моментот кога ќе тргне во ланецот на системот, почнувајќи од Центар за социјална работа, полиција, јавно обвинителство, судови, низ адвокатските лабиринти кои ќе помине, жртвата некаде на пола пат се откажува. Многу често и за жал жртвата е осудувана од страна на институциите. Ова можам категорично да го тврдам, затоа што нема број на жртви. Сте имале ваков случај вие? Да. И во моментов случајот кој што го работам, па дури ја советував и да побара помош и поддршка од медиумите. Да се јави на медиумите и јавно да го искаже. 2021 година го донесува новиот закон за семејно насилство, во кој што во еден од членовите пишува дека вработените во институциите кои што работат на предмет семејно насилство треба со должно внимание да го следат случајот, да ја поддржат и помогнат на жртвата, се со цел полесно да се изнајде начин и излез од ситуацијата и да се затвори случајот. За жал не е така. Не постапуваат со должно внимание, веднаш ја осудуваат, носат нивни заклучоци и претпоставки зошто е дојдено до ситуацијата, ја одбележуваат дека таа е виновна за ситуацијата. Така. Сите овие случаи, ова што го зборувате е навистина страшно и вознемирувачко и го открива на некој начин грдото лице на нашето општество. Но како можеме да ги превенираме овој случаи? Патем, нели треба во институциите да имаме сензибилизирани работници, односно вработени, кои што треба да знаат како да постапуваат и има протоколи, предпоставувам, на постапување. Зошто се соочуваме во 2023 година со низа закони кои што се донесени за заштита на жртвите со вакви случаи? Вака, ова е навистина интересен момент кој што единствено ние луѓето кои што го работиме директно со жртвите и директно со институциите знаеме каде лежи проблемот. И Министерството за труд и социјална политика и невладиниот сектор од Скопје многу пати ги опатува вработените во институциите да одат на обука за начинот и пристапот кон жртвите на семејно насилство и решавање на предметите кога станува збор за семејното насилство. Навистина сензитивна тема. Навистина проблем кој што навидом е брзо решлив, но меѓутоа верувајте дека не е така. Најголем проблем се овдека и децата. Институциите своеволно решаваат дали ќе ги посетуваат обуките за едукација. Задолжителни се. На крајот на денот тоа се луѓе нели со лични карактерни особини и во центрите за социјална работа, и во судовите, и во јавните обвинителства, и можеби генетскиот код ни е таков, ние веднаш носиме суд за некого без професионално да пристапиме кон проблемот. Некако како
да ги измешуваат професионалните со личните ставови. Апсолутно е недозволиво вие личниот став да го пренесете на жртвата. Таа вам ви е клиент во тој момент, без разлика во која институција се наоѓа. Вам ви е клиент и вие мора да работите. А да, протокол има за работа. Но колку истите се почитуваат, тоа е веќе дискутабилно. Има ли момент на површно следење на случајот, не навлегување подлабоко во односите кои што се случуваат во тоа семејство, да речеме, кога станува збор за партнерски однос или некоја слична таква ситуација, дали институциите не навлегуваат во историјата хронолошки во она што претходи на самото насилство, за да сватат можеби колку е сериозно и во каква состојба може да биде доведена некоја жртва. Да, ма тоа го прават само невладиниот сектор. И полицијата, и центрите за социјална работа, и сите останати институции, нели, не сакам никого да издвојувам, работат по строго определени правила. По правилници. Так. Толку. И не секогаш ги обвинувам институциите, нели, имаат преполни раце работа, многу случаеви, измешани ситуации. И понекогаш да, навистина е така дека треба хронолошки да се вратиме назад, да го разглобиме случајот, да ја најдеме причината. Нели последицата е тука, но причината зошто тоа се случило, никој нема толку време. Так. Само со една жртва да се работи. За да се утврди, ова го зборувам вака размислувајќи, за да се утврди во колку пати се случувало, кои биле сите образци на однесување кои што ги има тоа семејство или насилникот во одредена врска. Кога зборувавте сега за стравот на жртвата дека ќе биде виктимизирана најпрво од институциите од кои што треба да добие поддршка, што станува со ревиктимизацијата која што ја имаме и од општеството, околината, блиските, сите оние кои што ја обкружуваат жената и кои честопати наместо да се поддршка, всушност се алката која што не достига за таа да го пријави случајот на насилство. Што правиме со сите овие стигми кои што постојат во општеството кон жртвите? Треба ли да се работи на тоа луѓето да сватат дека насилството е насилство и ниту една друга карактеристика на жртвата не смее да биде земена во таков случај, дека мора да се осуди насилникот и чинот на насилство? Вака една ретроспектива која ќе направиме од моментот од кога Sky Plus активно работи на проблематиката, па се до ден денес, сликата полека се менува. Нам како општество навистина не треба многу време за да ги отфрлиме сите табуа и стигми со кои што ние сите растеме и сме пораснати во семејства во кои што најчесто се вели нели молчи си, остави ги, тоа не е твој проблем, нека си го решаваат тие. Таквите неми сведоци се уште поголеми виновници. Ние со стигмата нема туку така да искорениме. Ке помине време. Да, многу организации, министерства работат на подигање на свеста. Но меѓутоа, од една страна ни е стигмата која што не следи како општество, нели? Затоа што ние веќе во генетскиот код. Нам сите не пораснаа со реченицата, ти нема да се мешаш таму. Си имаат они семејства, нема зошто да дигаш глас. Да, но меѓутоа штета правиме. Многу поголема штета правиме од она која што треба да се помогне и да се пружи како помош и како поддршка. Не зборувам за тоа дека се уште постои несигурноста од страна на жртвите кон институциите. Во големата недоверба која што за жал се уште ја уживаат институциите, ние колку и да се правиме дека сме слепи, дека сме глуви, дека да сме го подигнале на едно повисоко ниво, да, но меѓутоа тука ние Струмица, регионот, југоисточниот регион, затоа што во Струмица и во шелтер центарот во Струмица гравитираат и Штип, и Берово, и Пехчево, и многу други центри за социјална работа. Но што правиме со другите региони? Каде што нема воопшто простор каде да се смести жртвата. Многу пати и многу често знам да спомнам дека на жртвата не и треба подигање на свеста. Таа е свесна дека е жртва на семејно насилство. Но кому да отиде да се обрати? Каде да се обрати? Кој ќе го реши проблемот? Кога знаеме како е, нели, кога од врата на врата кој ќе почнат да те носат. Ретко, пак ќе кажам, не сакам сите во еден кош да ги ставам. Ретко кој центар за социјална работа веднаш по должно внимание во 12
часа ќе го реши проблемот, ќе излезе на јавно обвинителство, ќе излезат мерки за заштита, за забрана за приближување и така натаму. Тоа се ретки случаеви, па да не кажем и дека се невозможни. Веќе 4 полни години функционира шелтер центарот во Струмица. Може ли да направиме едно сумирање на тоа кој е мотивот, односно кој е поттикот жртвата да го пријави и кој е најчестиот начин на кој што пристапуваат жртвите во шелтерот? Со кој имате најдобра соработка? Вака, генерално, шелтер центарот во Струмица има убава соработка со голем број институции, почнувајќи од СВР Струмица, центрите за социјална работа во регионот, Така, спомнавте дека со повеќе центри... Министерството за правда, односно подрачната единица на Министерството за правда овека во Струмица. Некако уште на самиот старт, кога ги направивме првите меморандумски соработки со институциите, јасно им ја кажавме нашата цел, која е нашата цел. И морам овдека, по не знам кој пат, да споменам дека шелтер центарот во Струмица е единствениот шелтер центар во Македонија со толков капацитет каков што е. Ние имаме 8 легла плюс 5 легла за дечиња. Што значи во еден момент во 2021 година ние имавме згрижано во ист момент 11 лица. И ние на сите 11 лица им пруживме соодветна и грижа и заштита од насилникот. Стручен тим работеше за нивна ресоциализација, реинтеграција, нивно психосоцијално закрепнување и така натаму. Децата соодветно добиваат третман додека се во шелтер центарот, бидејќи вие кога ќе ја сместите жената во шелтер центарот, не значи дека ја затварате во затвор. Таа треба да ги ужива сите права, нели? Но паралелно да бидете будни како тим сите, дека не смее жената да, народски кажувам, влакно да им фали од главата, нели? Паралелно да биде и нахранета, соодветно лична и општа хигиена да се одржува, деца во школа, да не се прекинува образовниот процес, онолку колку што нели времето дозволува. Вие не можете да извадите жртвата пак од насилната средина и да кажете на детето ти од утре ќе одиш на училиште. Не, се прави проценка. Тоа е процес кој што налага време, сите фактори кои ќе се елиминира, тогаш се носи соодветен заклучок и жената повторно се враќа во нормала. Бивте актуелни еден период за време на пандемијата, особено кога алармиравте дека има зголемен број на жртви на семејно насилство и еден проблем што во меѓувреме беше и надминат, но остануваше збор за движењето на жртвите за време на полицискиот час. Каква е состојбата во овој сега постпандемиски период? Дали имаме се уште некој тренд на зголемување на бројот на жртви, односно на оние кои што побарале заштита во шелтер центарот? Па вака, малку подлабоко кога ќе размислам, шелтер центарот во Струмица почна да функционира на 1 јануари 2020 година. Тоа беше на сам праг на прогласување на ворената состојба во државата, односно само по 3 месеци од отварањето на шелтер центарот се донесе и ворената состојба, односно се прогласи и воредна состојба за ковид пандемијата. Така што не знам дали ковид го наполни шелтерот, затоа што во моментов ние немаме ковид. Да, но шелтер центарот во Струмица не е останат празен. Веќе сме на прагот на ноември месец, а ние веќе двоцифрена бројка од околу 20 жртви веќе имаме сместено само за оваа календарска година. Така што некако ми е нејасно дали ние всушност пандемијата нам ни ги донесе жените, затоа што не сме веќе во пандемија, а бројот на жени кои што бараат грижа и заштита не бараат, туку сме направиле проценка заедно со другите институции и сме сместиле една бројка која што е еднаква со тогаш во време на пандемијата. Тогаш ми дава за право да кажам дека не била пандемијата виновна за бројот на сместените жртви. Туку отворениот капацитет кој што им е на располагање, за кој што се свесни веќе и жртвите, но и институциите. И онаа доверба која што верувам дека ја стекнавме кај
кај жените, кај општата популација, и во Струмица, и во регионот, и во Југоисточниот регион, бидејќи верувајте дека телефонскиот број не престанува да звони. И да, не секоја жена која што е жртва на семено насилство е за во шелтер центар. Не на секоја жена и треба згрижување. Туку и треба поддршка за понатамошната постапка. Каква е ситуацијата со советувалиштето наспроти шелтер центарот? Колку жени се обратиле оваа година за поддршка, за психосоцијална поддршка во советувалиштето? Советувалиштето до моментов имаме некаде околу 30 жени кои што верувајте дека буквално контактираат со стручниот тим и бараат поддршка. И сум навистина срекна за тоа што некаде и успеваме да ги канализираме некако жртвите со цел затварање на случајот. Но имаме и такви кои што се повлекуваат и кои што не сакаат сами да одат во постапката понатаму со цел да биде затворена и некаква разрешница да биде ставена. Токму од советувалиштето во Струмица произлегоа жртви кои што паралелно стручниот тим заклучи дека таа жртва мора да биде извадена од насилната средина и биде сместена во шелтер центарот. Тоа е еден ланец кој што постојано сите потребни сервиси кои што треба да ги има. За заштитата, затоа што многу често наши сограѓани знаат да кажат добро и колку време вие ќе ја држите во шелтер центарот? Да, ние според закони држиме 3 месеци, се прави нова проценка за ризикот на безбедноста, што ако жената ќе ја извадиме после третиот месец, ќе имаме ли ризици? Ако констатираме дека ќе имаме ризици, ја задржуваме плюс уште 3 месеца и во крајен случај жената ја оставаме до 1 година, кога е со високи ризици и по здравјето и животот и за неа и за децата, до 1 година. И што после 1 година? И легитимно, нели? Што после 1 година таа жена кога ќе испадне? Или после 2 месеца, 3, 5, 6 месеци? Затоа со општината направивме, веќе се направени плановите за отварање на куќата за отворено домување. Куќата за отворено домување представува еден проект кој што во цела Југоисточна Европа постоеше само во Скопје. За жал веќе куќата за отворено домување не работи. Ако не се лажам, веќе 2 години. Ние ќе бидеме единствени во цела Југоисточна Европа, каде што ќе обезбедиме сместување на жени жртви на семено насилство, кои што биле жртви на семено насилство, се регистрирани во системот како жртви на семено насилство, веќе се излезени од ризикот за безбедноста по здравјето и животот за неа и за незините деца, но финансиската ситуација не е соодветна за сама да може да обстојува Тоа како еден преоден период. Не ми е јасно дали ќе биде предуслов жената да била сместена во шелтер или да биде само регистрирана жртва која што има потреба да ја напушти насилната средина и тоа да ја биде како еден вид премин кон самостоен живот надвор од насилната средина. Така. Слободно можам да кажам дека не. Значи нема да биде предуслов да биде сместена во шелтер центар. Сега во моментов ние имаме жртва на семено насилство, која што е жртва на семено насилство и живее со насилникот. Не е излезена од насилната средина. Не постојат ризици по здравјето и по животот, но решението за жртвата би било кога би излегла од насилната средина, затоа што нели сите знаеме дека имаме повеќе видови на насилство. Таа е жртва на психичко насилство. Но паралелно е невработена. Затоа што љубомората на сопругот не ја дозволува да излезе од дома и да работи. Кога би се отворила куќата за отворено домување, куќата за отворено домување влегува под програмата на Министерството за труд и социјална политика за реинтеграција и ресоциализација на жртвата. Токму таа е целта. Да ја реинтегрираме во општеството, да ја ресоциализираме, да ја најдеме работа, да ја внесеме во тој еден цел систем. Паралелно, 1 година да не плаќа кирија, нели? Заработените пари да може да ги трга на страна, да може да
Да се осамостои стручниот на тим некој начин. да ја така. врати самодовербата, да ја застанеме на нози и да излезе во општеството самостојна, со висока самодоверба, да може да работи, да може да обстојува. Таа е целта на куќата за отворено домовење. Често пати апелирате дека клучни во целиот овој процес и особено кога се станува збор за свесност за насилството се младите девојки и девојчињата. Во таа насока имате бројни кампањи, бројни активности. Што во моментов подготвувате кога станува збор за кревање свесност и оставање отворена врата на девојките и на девојчињата да знаат и да бидат информирани дека секогаш постои излез од насилството? Така, ние сме мала средина, Струмица и не е така голем град. За Sky Plus, за советувалишниот центар, за шелтер центарот и за нас како ликови во регионот знаат и не бараат. Многу често знаат да задзвонат на телефонот, да почнат постапка, да влезат во еден процес, но меѓутоа некаде се закочува работата. Затоа со тимот кој што работиме, планираме во наредниот период да пристапиме на еден подруг начин, заедно со експерти од страна на здравството, да може да им се приближиме на поинаков начин. Зборувајќи за менструалната хигиена, зборувајќи за репродуктивното здравје, овдека да го наметнеме и насилството. Така што еден од проектите кои што во моментов го работиме е делењето на хигиенски влошки, пакувани во соодветна амбалажа, внатре да има флаерче во кој што ќе бидат напишани сите содржини, тоест сите информации кои што се потребни како и каде таа да побара помош и поддршка. Се со цел, така и се вика и проектот, по сигурен пат до сигурна иднина, бидејќи не само бројките, туку и анализите кои што досега сме ги правеле од средношколците и од младите девојки, е дека меѓу нив се шири големо насилство. Девојките дури не се ни свесни. Кога зборуваме за семејно насилство, некако се декларира дека семејното насилство е само дома. И е на релација сопруга. Не. За жал не. Насилството и законот за семејно насилство не го води така. Нели го водиме како семејно насилство кое што ги опфаќа сите категории. Дали е партнер, дали е поранешен партнер, дали е сегашен партнер, дали е сопруг, поранешен сопруг, брат, сестра, татко и така натаму. Така што сметам дека следниот чекор не само со овој проект и во иднина ќе треба да се работи повеќе на девојчињата и на девојките со цел таму да се продре. А имате ли случаи да ви се пријавуваат, например, во советувалиштето млади девојки? Да, се јавуваат, бараат помош и поддршка и некако како уште да не е јасно ни од институциите. Како сега ти ќе пријавиш за семејно насилство? А ти не си за семејно насилство? Не, ќе си го пријавиш дека тебе те демне, дека те вознемирува. Еве, еден од случаевите е дека ме демне, ме вознемирува и така натаму. Дека психички ја малтретира. Дека не знаат да го isкласифицираат и да го стават како пријава, дека станува збор за пријава за семејно насилство. Ти благодарам, Стојна, за разговорот. Факт е дека има овде уште многу работа, ќе треба да се работи на едукација и на кревање на свест, но се разбира и на развивање на сите сервиси кои што може и треба да им бидат на услуга на жените и девојките жртви на семејно насилство. Ти благодарам уште еднаш за разговорот. Се гледаме наскоро со некои нови проекти и со нови содржини кои што ги засегаат жртвите на семејно насилство, но и целото општество. Благодарам и вам.